Во тек е рехабилитацијата на регионалниот пат 2434, делница која ги поврзува општините Штип и Карбинци. Станува збор за проект кој е поддржан од страна на јавното предпријатие за државни патишта. Патот ќе биде рехабилитиран се до Караорман, а ќе се постават и банкини со што ќе се добие проширување на истиот. На овој начин се работи на подобрување на инфраструктурата, поврзување на двете општини, а побезбеден ќе биде сообраќајот за сите кои го користат овој пат. Овој пратен правец беше доста амортизиран, уништен. Јас се надевам дека и во иднина ќе продолжиме со одличната соработка и со реализација на проекти во интерес на граѓаните. Оние точки кои што се најповеќе ограничени ќе бидат проширени со банкини кои што ќе овозможат доволно проширување на самата траса. Во разговор еве со градоначалникот на Карбинци и со директорот Коце Трајановски се планира во иднина правецот кон општина Карбинци, онаму каде што е најтесно грло. Се надевам дека ќе се изнајдат форми и начини со соодветен проект да добие проширување токму на таа делница каде што е најтесно грло. Работата на терен ја изведува јавното предпријатие Македонија пат. Ќе се рехабилитираат 3,4 километри од овој регионален пат. Вредноста согласно програмата за одржување на државни патишта е околу 30 милиони денари, пари издвоени од буџетот на јавното предпријатие за државни патишта. Овој пат треба да биде од влезот на Штип па се до Караорман, може и понатака да се продолжи, зависно од временските услови. Сега правиме само рехабилитација. Кој ќе заврши рехабилитацијата, ќе ги направиме банкините, што ќе овозможи по-безбеден сообраќај, со оглед на тоа што не е со доволна ширина овој регионален пат, меѓутоа со неговата рехабилитација, со правењето на банкините, ќе овозможиме по-безбеден и по-соодветен и подобар сообраќај на луѓето кои што се движат по овој пат. Сметам дека е многу значајни овие регионални патишта со тоа што го задржуваат развојот на општините и на градовите кај што го правиме, заради тоа што свесни сме дека луѓето, населението, се повеќе граѓаните се преселуваат и гравитираат во Скопје. Нашата цел е со подобрувањето на условите на живење, а ова е еден од тие услови, само еден, за да овозможиме да луѓето останат во своите градови. Во меѓувреме Трајановски посочи дека во наредниот период ќе продолжат со рехабилитација на улици и патишта и во ноќни и во зимски услови. Тоа значи дека и на ниски температури ќе се продолжи со асфалтирање. Единствен услов е да нема врнежи од дожд и снег. На овој начин ќе се работи по примерот на европските земји, односно активности на терен ќе има и во декември и во јануари.